Грција нетрпеливо се отвора за туристите, тоа за патници од Европската унија, Соединетите Американски држави, Британија, Србија, Израел и Обединетите Арапски Емирати го направи уште кон средината на април. Тие од тогаш не мораа да одат во карантин ако биле вакцинирани или биле негативни на тест на COVID-19. Гоце Атанасов. As you see, it's a daily routine. We are preparing the hotel in order to start as soon as the government gives us the green light to open. Preparations have not stopped since a few months ago. We expect the final protocols of the hotels that will be followed. We are ready. Вели Јоргос Целиос, генерален директор на хотелот Сан Бич на Родос, чии клиенти се од Скандинавија, Германија, Австрија и Британија. Во Грција рестораните, баровите и кафулињата повторно беа отворени на 3 мај, давајќи го потребниот поттик на економијата зафатена од ограничувањата поради коронавирусот. Тие беа затворени од 2020 година, кога само 7,4 милиони луѓе ја посетија Грција, што е помалку од рекордните 31,3 милиони во 2019 година. Туризмот е од витално значење за земјата, која во минатата година се врати во рецесија, генерирајќи 1/5 од својот бруто домашен производ. Грција вели дека е подобро место летово, бидејќи подобро се справи со пандемијата, благодарение на широко распостранетите тестирања, хотелите во карантин и плановите за вакцинирање на островјаните и туристичките работници. We have much more tools in our hands and much more data in our disposal. This year we have the vaccines, we have the rapid, and we have the self-tests. We have the COVID hotels, and I believe that we can offer an even better hospitality and a higher standard than even what we did last year. Во минатата година се отворија само околу половина од незините 650 хотели, соопшти Сдруженијето на хотелиери на Родос. Бројот на посетителите падна на 600.000 од околу 2,2 милиона. Досега резервациите се одвиваат бавно, а најмногу за август до октомври, рече председателот на хотелиерите на Родос, Манолис Маркопулос, прогнозирајќи резервации во последен момент. Bookings are going really slow. The few bookings that we get are mostly regarding August, September and October. And we strongly believe that it will be mostly a season on last minute. We can understand it because guests want really to be sure that they will fly. Маркопулос додава дека планот е прво да се отворат само 20 до 30% од хотелите во средината на мај. Додека Грција се снајде подобро од поголемиот дел од Европа во спречувањето на првиот бран на пандемија, континуираниот пораст на инфекциите ја принуди да наметне неколку заклучувања, бидејќи незината здравствена услуга не може да се справи со бројките. Многу бизниси добиваат државна помош и не може да си дозволат уште едно изгубено лето, вклучително и оние на Јанис Чалијакис, кој управува со 9 бизниси на Родос, вклучени во услуги за храна, сместување и забава. Тој вели дека целиот персонал е суспендиран и добива сума со која може само да преживее до летото. Και εμείς κάνουμε υπομονή, περιμένουμε μέρα με τη μέρα να εμβολιαστεί ο κόσμος, να φτάσουμε τα ποσοστά που πρέπει, ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε και να έχουμε μια κανονική σεζόν. Собственикот на хотелот Сино Море, Јоанис Хаджис, вели дека следните месеци ќе покажат дали туристичкиот сектор на Родос може да преживее уште едно ковид лето. If normalization will be introduced here by June, I think that by July COVID will be in the past. But if that's not the case, then we're facing an unknown environment and it's going to be very difficult for businesses, yes. Налетување дома или таму каде што не се бара негативен PCR тест за коронавирус. Туристичките работници велат дека интерес за патување во странство има, но се уште се нејасни условите за патување, а речиси сите држави постојано и ги менуваат. Граѓаните и се плашат од вирусот, но и би летувале во странство ако можат. Други пак велат пред да прашате каде на одмор, треба да прашате имаме ли пари. Срđan Стојанчев.
Некои во Охрид, некои едва и чекаат олеснување на условите за патување за да може да летуваат во странство. На други пак им е сеедно и да се отворени границите, нема пари за летување. Граѓаните што ги анкетиравме во Скопје велат дека се плашат од коронавирусот, но ако имаат можност би летувале во странство. Во Аланија, Турција. А што барат PCR тестови или се надевате? Мислам дека до 31 мај е забраната, па после ќе видиме. Во Хрватска на Јадран. Тамо ми се децата. Не барат нешто PCR тестови? Барат, меѓутоа ние сме вакцинирани така да може да одиме. Прво треба да се праша со финанси како е. За одмор. Према ситуацијата така економско како е тешко. Туристичките работници велат дека интерес за патување во странство има, но се уште се нејасни условите, а речиси сите држави постојано ги менуваат. Интересот најголем е за тие земји за сега, за каде што не е потребен PCR тест, односно Албанија и Црна Гора, а исто така имаме интерес и за Турција, иако моментално се уште за тамо е продолжена одлуката до 30 мај за задолжително со PCR тест влез во државата. Исто така со најавата дека ќе се отвара Грција од 15 сега месецов, имаме интереси за тамо. Меѓутоа, знаете, се уште се прашања додека да се дефинираат условите, под кои услови ќе се знае дека треба да се оди, за да можеме да кажеме, односно луѓето да може да се резервираат. Алексова вели дека има голем број граѓани кои имаат ваучери за летување што го уплатиле уште лани, но не се реализира поради затворањето на границите поради пандемијата на коронавирус. Туристичките агенции беа едни од најпогодените од пандемијата. Се жалат дека минатата година имале пат на прометот од над 80%. Се надеваат дека оваа година ќе биде подобра. Доаѓањето на странски гости во Македонија исто така ќе зависи од условите за патување, односно дали матичните земји ќе им бараат карантин или негативен PCR тест при враќањето дома. Оваа година многу спектакуларни најави нема. Има од Полска, има од Израел, има од Холандија нешто најави, ама дали ќе се остварат ќе видиме. Бидејќи голема пречка за туристите кои што доаѓаат тука е после или карантинот кој што може да го поминат во својата матична земја или да бадат дополнителен PCR тест на влез. Граматиков вели дека е за поздравување владината одлука за бесплатни PCR тестови за странските туристи што ја посетиле земјава во обид да се привлечат странски гости. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристи лани во однос на 2019-та се намалил за 60%. Намалувањето на бројот на домашни туристи било околу 18%, додека бројот на странски гости се намалил за скоро 85%. Истражувањата на јавното мислење покажуваат дека половина од македонските граѓани немаат пари за одмор. На ниво на Европската унија 1/3 од граѓаните не може да си дозволат летување од една недела. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата. До следното издание следете не на slobodnaeuropa.mk и на нашите социјални мрежи.